Prednost da бидеме во молитвениот дом на Господа, браќи и сестри, верувам ја цениме, бидејќи има се уште наши браќи и сестри кои не можат редовно да ги посетуваат богослуженијата, дали од здравствени причини или од некои други причини. Но и денеска ние сме овде да се поклониме пред големиот Господ и да ја проучуваме Библијата. Како што вели таму во книгата на пророк Исаја, Божиот народ на новата земја од сабота во сабота ќе оди и ќе се собира во новиот град. Ние се уште сме овде нова грешна планета и еве и ние се собираме овде, барем за овие услови кои ги имаме денеска да бидеме заедно. Ке зборуваме за една тема, едно размислување кое се базира во Стариот Завет. Ке ви спомнам сега на почетокот, браќи и сестри, 10 имиња од Библијата. Од вас барам да ги препознаете. Не мора на глас да ги кажете, односно да давате одговор, меѓутоа во себе. Самуило, Сафат, Игал, Фалтие, Гудило, Гадие, Амило, Сатур, Навија и Годило. Дали знаете кои биле овие луѓе? Може би зборот Самуилов ја асоцира на еден пророк. Не е тој пророк, станува збор за друго име. Но како и да е, овие се запишени во Библијата. Не се толку експлицитно дадени и често пати за нив не размислуваме, но сега кога ќе додадам уште две имиња, веднаш ќе ги поврзете со кој настан станува збор. Халев, Исус Навин. Кои се тие претходните 10? Така, тоа се оние 12 племиња, представници од израелските племиња, кои биле пратени каде? Во извидништво, да извидат земјата хананска кај што требало да отидат. Но овие првите 10 имиња, браќи и сестри, ние не ги познаваме доволно, бидејќи биле жртва на комплекс на скакалци. А таквите луѓе слабо или ретко се задржуваат на страниците на Библијата, на Светото писмо. Всушност, јавната кариера на овие луѓе траела, знаете колку? Само 6 седмици. А колку е тоа 6 седмици? Месец и нешто, месец и пол да кажеме. И од сцената на Библијата се тргнати, иако овде сега ќе читаме биле во првите редови, кога Мојсија рекол нека се изберат представници од секое племе и нека ја посетат хананската земја да ја извидат. Ајде да се вратиме, браќи и сестри, неколку илјади години назад во историјата на Библијата. Овде пишува во 4-та книга Мојсеева дека израелците патувале кон ветената земја. Се уште не била донесена одлука по кој пат ќе тргнат, дали по краткиот или по оној по долгиот пат. Значи се уште се двумеле. А веќе патувале 2 години. Интересно, 2 години патуваат, а се уште не донеле одлука по кој пат ќе стасат до ветената земја. Сега се наоѓале во близина на ветената земја. Интересно, биле близу ветената земја, но поради нивното несогласување и нивната недовера во Бога, тие ќе одберат еден пат кој ќе ги носи каде и колку време? 40 години ќе се вртат во круг. Од народот потекнала идеја дека не може да ја заземат ветената земја. И затоа дошле кај Мојсија и му предложиле: Мојсија, еве одбери 12 луѓе, од секое племе по еден да ја извидат земјата. И затоа биле одбрани 12 одборници, браќи и сестри. Помодерно да го кажеме, 12 одборници. После 6 недели одборниците се вратиле носејки на рамо, што? Пошто ни се познати тие 12 извидници? По оној грозд, како деца во саботно училиште ги учевме и цртавме како носат голем грозд. Всушност, сега кога се вратиле, сите израелци биле повикани да дојдат на средба. Таму среде плоштад, бидејќи израелците имале под конец своји шатори наместено, очигледно имале во средината и плоштад, место каде што се собирале на разговор или пред шаторот на Мојсија и на Арона. Не знам колку луѓе биле собрани, но се претпоставува дека тоа бил голем собир од 100.000 до 2 милиона луѓе. Тоа не биле 10-20 луѓе или 50 како на нашиот плоштад што може да се соберат можеби 2-3 луѓе. Ова било група на луѓе од 100.000 па скоро до 2 милиони. Немаме прецизни бројки, но се претпоставува. Но како е да е,
била поставена говорница и замислите сега, на таа говорница се ределе оние кои ја извиделе земјата. Сите 12 биле сложни дека таму во таа земја што тече по улиците? Мед и млеко. Сите зборувале за големите плодови, за убавите привлични плодови. Меѓутоа, оние 10 нагласиле нешто многу страшно. Да видиме што кажале. Отворете со мене заедно, браќи и сестри, 4 книга Мојсеева или Броеви, 13 глава, и ќе читаме 26 до 29 стих. Да видиме што тие 10 луѓе пренеле пред народот кој бурно реагирале после нивните изјави, односно со нетрпение очекувале што сега тие ќе пренесат и ќе кажат. Спомнав 13 глава, читам од 26 стих. Еве го текстот. Отидоа при Мојси и Арона и при целото израелско општество во Кадис, во Фаранската пустина. Им поднесо извештај ним и на целата заедница, а тогаш им ги покажа плодовите од на земјата. И сега внимавајте. И тие го известија народот. Биле присутни, дошле сите кои можеле. Отидовме во земјата во која што не испрати. Навистина не течат мед и млеко. Еве ги низините плодови. Може покажале, тој голем грозд го закачиле овде и еве го гроздот. Навистина таа земја е благословена. Но силен е народот што живе во земјата, градовите се утврдени и многу се големи, а видовме таму и еднакови потомци. Еве го, браќи и сестри, извештајот. И 29-тиот. Амаликиците живеат во Негевскиот крај. Хетејците и Евусејците и Аморејците живеат во планината, а хананенците се наоѓаат покрај морето и вдолж на Јордан. После овие зборови, после овој трогателен извештај на овие 10 луѓе, браќи и сестри, замислите, народот се збунил тотално, почнале да плачат. Дали сте виделе стар човек како плаче? Тоа е многу језиво. Стар човек или возрастни луѓе да плачат. Овде имало преку 100.000 луѓе, може би до 2 милиони, кои плачат. Нажалост, народот бил наклонет кон извештајот на овие 10. И сега се создала една збрка меѓу народот. Кога е во прашање духовниот аспект, браќи и сестри, на ова порака, може да кажеме дека Исус не предупредува кого ние ќе следиме во нашиот живот, дали широкиот пат или тесниот пат. Овие 10 донеле такови извештаи. Подосна ќе ги читаме зборовите на оние двајца, на Халев и на Исус Навин, да видиме каква вест тие пренеле. Дали била спротивна на овие нивните колеги. Но следното утро нешто се случува. Одиме во 14 глава, првиот стих. Тогаш зареви целото општество и почна да вика, зареви. На што ве асоцира тој збор? Заплака. Читате други преводи, вели заплака целото општество. Мојси овде, бидејќи бил очевидец, не зема некои паушални извештаи, браќи и сестри. Тој бил очевидец. Плачели жени и мажи. Целото општество плачеле, били уплашени. Почнаа да плачат и да викат. И народот плачеше во таа ноќ. До 3 стих читам. Сите израелци роптаа. Негодуваа, значи, против Мојсија и Арона, како водачи. Целата заедница им зборуваше, о, да умревме во египетската земја, или да изумревме во пустинава. Зошто Господ не води во таа земја, за да паднеме од меч и нашите жени и деца да станат робови? Зар не ќе ни биде подобро да се вратиме во Египет? Еве го одговорот на заедницата, браќи и сестри. Еве го одговорот на луѓе кои слушнале страшна вест, дека таму зад граница, да, благословено е, се има, но таму се синовите еднакови, джинови. Тоа се луѓе джинови, а ние сме према нив скакулци, бидејќи таков извештај донеле овие 12 луѓе. Народот плачел, вели текстот, изборувал. Тоа била нивна молитва. И дали ја Бог услишува нивната молитва, браќи и сестри? Иако била спротивна на Божјата волја, сепак Бог добро вели. Како велете, така нека биде. Во логорот настанала сега збрка. Среде таа гужва, двајца луѓе се качуваат на говорницата пред 100.000 луѓе или повеќе 100.000 луѓе
креват раце и велат смирете се. Сега ние имаме право да кажеме. 8-9 стих во истата глава, 14-та. 8 стих вака вели: ако ни биде Господ милости, тоа кажува Халев Исус Навин, ке не доведе во таа земја и ке ни ја даде. Тоа е земја во која течат мед и млеко. Рековме, сите се сложиле дека тамо е благословено. Само не бунете се против Господа. Но не бојте се од народот на оваа земја, па тоа е залог за нас. Тие се без заштита, а Господ е со нас, не бојте се со нив. Има ли разлика од првата група на луѓе со извештајот и ова втората? Во која е разликата, во кои реченици и во кој смисол тие зборувале? Тие рекле првите дека тоа се джинови. А знаете джин што значи? Нешто непремостиво, нешто големо. А гледате сега, и овие луѓе биле заедно ја согледале земјата. Тоа се вика луѓе за нас залог. А каков залог јадеме ние? Толку што може да проголтаме. Гледате каква споредба, браќа и сестри. Зошто? Зашто тие верувале во Господа. Овде пишува, ако е Господ со нас, тие джинови ќе бидат еден обичен залог. Браќа и сестри, 10 стих да видиме. И додека целото општество веќе мислеше да ги каменува. Тие воопшто не ги слушале Халев Исус Навин што кажале. Веќе подготвувале камења, можеби со нозете овде барале или донеле од страна. Ја не знам каде во пустина нашле камења. Но како е да е, можеби ова населено место кај што веќе биле близу границата имало и камења. Веќе барале камења, а народот бараше да ги каменува. Господовата слава им се јави во шаторот на средбата на сите Израелеви синови. Може би некој повикал, каменувајте ги. За оне двајцата, за Халев и за Исус Навин. Преки сестри, може да ги замислиме бесните израелци, како изгледале, но токму тогаш, кога веќе посегнале по камењата, тука во шаторот кај што престојувал Мојсей и Арон, кај што било управата, да кажеме, бидејќи Мојсей бил како еден водач во име на Бога, тој го представил Бога, се покажала шекина, се покажала слава одевели над шаторот. Оној шатор кај што и доаѓале, тука и шаторот на состанокот, кај што Бог се откривал, кај што имали служба. Израелците нешто приметиле. И 12 стих, понатам продолжам. Тогаш Господ му рече на Мојсија: до кога ќе ме презира тој народ? До кога ќе му верува? До кога не ќе ми верува и покрај сите знаци што ги извршив среде нив? Ќе ги удрам со помор и ќе ги истребам, а од тебе ќе направам народ поголем и посилен од него. Сега сите останале без див. Ги слушнале тие зборови како Господ му зборува на Мојсија. Замислите, 10 одборници со комплекс на скакулци, со наведнати глави, почнале да се повлекуваат во своите шатори. Почнале да се тргаат на страна, но веќе било доцна. Првин од Божето проколнување како жртва, кои паднале првите? Овие 10 извидници кои донеле една таква страшна вест. Но тоа не се случило со Халев и со Исус Навин, тие останале живи, а овие 10 покосени паднале, умреле. Нивните имињата на Халев и на Исус Навин, браќа и сестри, се запишани во библиската историја како символ на нивната храброст и вера. И сега, ако се вратиме длабоко по длабоко во библиската историја, ќе видиме 8 луѓе, една мала група, за други луѓе зборувам сега, како влегуваат во бродот на Ное. Луѓе исполнети со вера. Библијата ги нарекува навистина луѓе со чрста вера, му верувале на Бога, да влезат во тој брод заедно со животните. Никој не им гарантирал дека ќе се исполни тоа писмо што Бог им го кажал на Мојсија, односно на Ной и на останатите. Но тие влегле со вера. Потоа го гледаме Данило и неговите тројца другари, кои се фрлени таму, Данило во јамата, а тројцата момчиња во печката вжарена. Тоа е една мала група на луѓе кои не боледувале од комплекс на скакулци. Ќе го видиме Јаков подоцна во историјата како оди во Египет пред својата смрт да го посети својот син.
бидејќи на Јакова му било кажано дека Јосиф е жив. И тој посакал да отиде пред смртта да го види. Интересно, овде Јаков го посетил фараон. Направиле средба, Јосиф направил средба татко му негов да се сретне со големиот фараон. И што направил Јаков со фараон? Го благословил. Интересно, Јаков благословува, иако во тоа време обратно било царевите, кралевите да благословуват. Но Јаков не се плашил, бидејќи живиот Бог бил со него. Во Новиот Завет ќе го најдеме Јован Крстителот, кој живел во пустиња и на еден посебен начин се приготувал за средба, го најавувал Христа и на крајот останал покреток за глава. Бил убиен на еден зверски начин. Сите овие спомнати личности, браќа и сестри, биле исполнети со друг дух, зашто овде текстот вели дека Халев, Исус Навин биле исполнети со друг дух, со Божиот дух. Исто тој Бог и денеска ни стои, браќа и сестри, на располагање. И денеска ние сме на границата пред ветената земја. И ние денеска патуваме со брзи чекори кон завршницата на овој свет. Дали во тоа веруваме? Може некој ќе каже, па долго, премногу долго чекавме или чекаме. Зарем уште ќе чекаме, повеќе од 150 години чекаме. Од она 1844 година, позната во историјата, кога тогашната генерација на луѓе го очекувале Исуса, но ете промашале во некои тумачења и сега ние се уште го чекаме, повеќе од 150 години. Некои одборници можеби ќе кажат, па Христос нема да дојде и не ќе ја видиме и нема да ја видиме ветената земја. Зошто? Затоа што сме грешни. Зашто треба реформа. Да, можеби треба реформа и треба. Но, можеби некои ќе кажат, тој нема да дојде се додека не се испроповеда Евангелието. Имаме и такви размислувања. Се додека Евангелието не се испроповеда по целиот свет, Исус нема да дојде. Или пак други цитират и велат, Христос нема да дојде се додека повеќе мина во црквата, не станат и почнат да работат за Господ. И тоа стои. И тоа го проповедаме. Но дали тоа се причини, браќи и сестри, за да не може да влеземе во ветената земја? Или за да не дојде се уште Исус Христос? И така, после сите овие изјави, народот констатира дека се уште не е дошло време за Исусовото враќање. Но, браќи и сестри, драги пријатели, едно сакам да нагласам и да ве подсетам. Ако внимателно ја проучуваме Библијата, посебно овој настан со израелците, ќе приметиме дека во Библијата Исус ќе дојде повторно без обзир дали ние работиме или не работиме. Дали ние сме духовни или не сме духовни, Исус ќе дојде. Според Галатјаните 4 глава 4 стих што вели, и кога ќе се наврши времето, Исус дојде по првиот пат. Кога ќе се наврши времето, Исус ќе дојде и по вториот пат. Но, на жалост, нашето самолюбие не навело да веруваме дека Исусовото доаѓање зависи од нас. Бог не мора да чека повеќето од нас да станат па да работат. Тоа е убаво и треба се молиме за тоа и да работиме. Меѓутоа, влегувањето на израелците во ветената земја не било резултат затоа што израелците биле добри, многу добри или предобри. Туку затоа што жителите на хананската земја ја преполниле чашата на своето беззаконие. Затоа Бог сакал народот Божи да влезе внатре, за да ги истреби, да ја очисти земјата и да отпушти една нова генерација која ќе го слави Господа. Затоа влегле израелците во ветената земја. Не затоа што ова генерација на млади луѓе израелци биле подобри од нивните од татковци. Зашто татковците, дедовците ги оставили своите коски во пустињата. Меѓутоа, ово било само волја Господова. Овој свет во кој живеем, исто така својата чаша на беззаконие полека ја полни и ќе ја преполни. И таа чаша наскоро ќе се преполни. Знаете што пише во Откровение 11:18? Кога Исус ќе дојде? Кога народот, што пишува таму? Ќе ја уништи земјата, дословно пишува во Откровение 11:18. Зарем денеска човекот не оди кон тоа лудило да ја уништи ова планета и условите ќе станат неподносливи. И затоа Исус ќе дојде да направи крај, да го сочува оно што може да се сочува, да го сочува својот народ, следбениците негови и да ги евакуира и да ги земе со себе да бидат за секогаш. Како што може да приметиме, браќа и сестри, влегувањето во ветената земја е многу поблиско неголи отколку што ние мислиме. Но сега е потребно не да гледаме во другите, туку во себе.
Ima li nešto, neki džin u moj život koji mi preči, nekoja mana koja treba da se trgne? Ove luge, ove 10 odbornici donele strašna vest. Tamo se džinovi, nema šanse da vlezeme. I celo to opštestvo bilo uplašeno. I svi rekli, nema šanse. I zato, kako što čitamo ovde, tije pobarale vraćanje nazad. Tamo kao što imaše barem jadenje, imaše krastavic, imaše dinj, imaše kromit. Tamo barem stomacitini bija polni, iako bile robovi, bezglasna bukva. Ima li neki džin što doprinesova za kompleks na skakulci kaj mene i kaj tebe, brati i sestre? Da li pokušavamo nije svoje te slabosti sami da ga odstranime? Ovde gledame, Izraelci sakale sami ke se istepale za malko, ako Bog nije reagirao. Veke kamenjete bile podgotveni i da gi kamenuvat ovije dvajcata koji donele druga vest, odnosno sigurno bi se navrnele i na Mojsija i na Arona. No, braki i sestri, ovo i nastanu Stari Zavet ne je samo obična prikazka koja čitame u Biblijata. Bog saka preko ovih nastan da ni pomogne, da ni ukaže, deka i ako ne ideme i nije na džinovi u našoj život, Gospod ima rešenje i sila i mog da ga ostrani. Da li vo vašoj život, vo mojot imame nije naši džinovi? Deneska je vreme da go svrtime pogled na Hrista. Može bi koga se razboliš, koga ležiš vo posteli, samo tavanot ga gledaš i sestrite koji doagjati, doktorat, to za tebe može bi je golem džin. Može bi nešto slično ili nešto drugo se postao kako prečka i nema rešenje. Vreme svojeg pogleda ga nosočime kon Hrista. Togaž kompleksot na skakulci ki iščezne. Vo Matej 11, 28 znajte što piše. Isus veli, dojete kaj mene, site koji se čustvujete umorni, site koji imate džinovi, nekoj prečki, jaz ki gi pretvaram vo skakulci. Koji od nas se plaši od skakulci? Ste vidjeli skakulci kakvi se? I deca da gi fakjat. Uopšte ne se strašni. A džin, nešto golemo i najjakite, najsilnite, begat. Da čitame vo 5. knjiga Mojsejeva, vo 1. glava, 41. stih, kako Bog, braki i sestri, gi vodili Izraelcite. Ovde pišova 41 slednovo. Vije togaš mi odgovorivte so zborovite, so grešiv me protiv Gospoda, ke trgne me gore i ke se borime kako što ni zapoveda Gospod naš od Bog. Gledajte, Bog im veli, nemoj da se tepate, jas imam rešenje, jas ke se bora mesto vas. Ke puštam stršljenovi, no ti je rekli u početak god, ne, nije me vojska, nije me komandusi, elitna vojska, najmladite, ti je ke go otvorat patot za bezmel da pomineme. No сега koga zgrešili, koga doživeli neuspeh, Izraelcite velat, so grešiv me protiv Gospoda. Ke trgne me gore i ke se borime kako što ti ni zapoveda Gospode. Preki sestri su Boga džinovite stanova džuđenja. No, evo što piše u knjigata Patriarsi proroci. Ne bila Božja namera zemljata da ja osvojot so vojna, tuko so stroga poslušnost ko negovite zapovedi. Bog i deneska saka da ni pokloni mir, brake i sestri, vo našte srce. I ako se pojava džinovi so Boga, tije džinovi može da bidat, kako što rekovme, džuđenja. Danas ima mnogo obeshrabreni vernici, da li se mladi ili stari, doživele padovi i tije misle deka se izgubeni. No Isus veli, je pruža rakati i veli stani. Bog ne progonova poredi našte greovi i slabosti, brake i sestri, nego to ne povikova da dojdeme takvi kakvi što sme. I to ima sila da ne očisti, da ne ohrabri i da je zasili našta vera. Pavle veli vo Filipljanite 4.13, se možem vo Hrista Isusa koji mi dava sila. Znači, sve ta sila doađa od Boga. Rekao, sveko od nas ima ili ki ima nekoj džin. Može bi nekoj stanovat porazeni i gubat bitkata. Бидејќи самите се борат. Кога подготвував што да зборам денеска, и кој пример да го најдам, да го вклопам во ова тема, најдов новој пример што сакам да ви го пренесам, жива вистина. Бидејќи е јавен и јас ќе го спомнам јавно. Името не е битно, но битна е случката. Една госпоѓа, млада жена, од 33 години. Таа дава исповед
и вели: поминаа 5 години од како е започна мојата најважна битка, борба за мојот живот. И го раскажувам овој краток пример за да дојдам до на главната реченица што сакам да ја нагласам со црвени букви да ја подвечам во ова предавање. Вели: случајно забележав едно мало топче на мојата десна града. Но бидејќи беше во период кога прекинав со доење, се убедив самата себе си дека тоа е последица на доењето и дека со тек на времето топчето ќе исчезне. Но времето поминуваше, а топчето остана на исто место, па конечно после една рутинска проверка кај лекар, била на лекар, на доктор, едноставно матичниот ти рекол: мораш да одиш на ехо. Нешто ми е сумнително, мораш да отидеш до крај. Најпрв се мислело дека тоа е масно ткиво. Кога направив ехо, докторката ми кажа дека морам да направам биопсија и мамографија. И знаете како веќе таа постапка оди. Но јас воопшто не размислов да ме боцкаат, да ги имам тие третмани. За мене тоа беше многу страшно. А до тогаш, за овие 30 години, воопшто не бев на доктор, освен за пород, за породување. Со малку убедување ги направив потребните испитувања и за жал резултатот беше страшен. Канцер. Нешто што не можев да го замислам, нешто што не може тоа во мојата мисла, во мојот мозок да се роди такво нешто и таква мисла. Но ете, и тоа се случи. Така во 2015 година, на моите 33 години, започна мојата голгота, мојата борба за мојот живот. Се до тогаш малку знаев за таа опака и тешка болест. Немав некој близок што се соочил со таква болест, со кого можев да разговарам и да добијам некои совети. Почнав да истражувам и добив премногу информации, од кои се гледаше дека воопшто нема да биде мојата битка лесна. Си ветив дека ќе се борам и на таа болест ќе гледам како обична наснинка која што мора да помине. Си зацртав дека јас ќе ја поминам операцијата и се што следува после тоа, колку и да е тешко. Јас морам да издржам, мора да бидам силна, затоа што дома имав некој на кого му требав, мојата мала керкичка, која дотогаш имаше само 2 полни години. Ги направив сите испитувања што беа потребни, потоа следуваше операцијата по препорака на мојот доктор, во кој имав целосна доверба, направив истовремено и реконструкција. Се надевав, понатаму се вели во ова исповест на ова жена, се надевав дека резултатите ќе бидат добри и ќе помине без хемотерапија, но за жал вистината беше сосема поинаква. Болеста напредуваше во понапреден стадиум, имаше зафатено и лимфни јазли, па ми следува 8 хемотерапии, 24 зрачања, 2 години примав инекции и сега да ги спомнува, да не ги спомнам јас кои се. Воопшто вели не беше лесно, но со позитивна мисла и верба во Господа се помина полесно. Никогаш не се запрашав зошто јас или зошто ова мене ми се случи. Едноставно го прифатив како тест на мојата сила и верба во Господа. И сега доаѓам до една реченица која ми е многу важно да ја завршам ова проповед, односно да подвлечеме со црвено зошто го раскажав овој пример на ова госпоѓа, на ова млада жена. Таа вели: можам да кажам дека со подршка на мојата фамилија и со подршка на моите пријатели кои ги запознав на тој пат, успев да го положам тој тест, затоа што одговорот е едноставен. И ова реченица, кога го читав овој пример, ми остави длабок впечаток. Еве што кажа: најтешките битки Господ им ги дава на неговите најдобри војници. Кога го читав ова, се наежив. Најтешките битки Господ им ги дава на неговите најдобри војници. Браќи и сестри, дали се гледаш ти во таа војска? Ако доживеш некој џин во животот, ова жена, ова госпоѓа, имала голем џин, но ете со верба во Господа и со помош на медицината успела да дојде на ниво каде што се чувствувала дека е задоволна и радосна и оздравела. Џинови кима, браќи и сестри, дали е болест, дали е бркане од работа, дали е смрт во семејство, дали нешто што ја не знам сега во овој миг да ви го кажам, но галот знае да постави џинови.
Во која група ќе се најдеме ние? Во групата на оние 10 одборници, кои доживеле моментална смрт, кога Господ изреагирал, или оние двајцата, Халев и Соснавин, кои се запишани со златни букви во Библијата, зашто вели текстот, во нив имаше каков дух? Друг дух. Најтешките битки Господ им ги дава на неговите најдобри војници. Ако се случи, браќа и сестри, и да доживееме джинови, Бог може да ги претвори во джуджиња, да ги претвори во залак, како што рекле овие двајца Божи представници. Да, ќе има джинови. Овој пат христијански не е поплочен само со цвеќиња, само со аплаудирање, со смешкање и така ќе влеземе еден ден во ветената земја. Ќе има пречки. Израелците имали други пречки. Да не го спомнуваме Црвеното море, да не ја спомнуваме реката Јордан, глад, вода, жет. Сето тоа биле джинови за нив, но кога имале целосна доверба, Бог отварал врата една, друга, трета. Наше да имаме чврста вера. Зошто? Затоа што на наша страна е големиот Бог. Целото небо ни стои на располагање. Целото тројство ни стои на располагање, таа небесна сила. Дали ја ќе користиме? Гледате, ова жена доживеала едно прекрасно искуство. Прекрасно искуство. Најтешките битки Господ им ги дава на неговите најдобри војници. Читав една песна, една рецитација, еве преведов неколку реченици. Вака гласи: нашиот Бог е силен Бог. Тој го држи светот и небото во ракат. Нашиот Бог, тој е силен Бог, во сила и снага, кој е толку мокен во тоа. Нашиот Бог, тој е силен Бог. Тој дава вечен живот и го зема вашиот здив. И без него ти би бил само пепел и прашина. Тој ќе дојде подобро, поверувај во него. Нашиот Бог, тој е силен Бог. Наш Бог, тој е силен Бог и цар. Над небото и земјата, вечна е неговата љубов, тој е силен Бог. Нека навистина, браќа и сестри, Господ не засили денеска. Нека ни помогне преку овој настан новие 12 одборници, Божи представници, представници на секое племе кои биле испратени да ја согледат земјата. Народот можел брзо да влезе во ветената земја, а не уште 38 години да се вртат во круг и сите луѓе ги оставили своите коски во пустињата. Значи, биле на самата граница до ветената земја, но сега поради нивното неверување, поради ова вест што ја донеле, многу луѓе страдале. Многу луѓе ги изгубиле своите животни, но тие го одбрале по тешкиот пат. И на жалост, они кои излегле од Египет, со намера и со цел да влезат во ветената земја, не ја виделе таа земја. Браќа и сестри, денеска многу христијани тука се на границата до ветената земја. Многи остават своите коски затоа што верата им се ослабнува. Затоа што гледат на джинови наместо да гледат на Христа. Исусовиот крст не бил ставен во некој подножје ниско, туку на Голготското брдо, на ридчето, со цел сите да го видат. Тоа е една символика. Исус денеска сака да биде во твоето срце на врвот, не долу некаде на трето или на четврто место. Знаете, кога се делат златни, сребрена и бронзена медала, знаете оној редослед. Исус сака да биде на прво место. И затоа првата заповед како гласи: Јас сум Господ Бог твој. Немој да имаш други богови. Бог сака да биде на престолот на твоето и на моето срце. Нека Господ не благослови и нека ни помогне. Да не гледаме во джиновите. Секако дека тие се поеќе од нас, тие се тука поред нас, не можеме да се ослободиме до крајот на животот, но Бог е поеќе од нив. Нека нашата вера биде јака како верата на Халев и Соснавин. Амин.